Благодарам. Почитуван заменик министер за финансија, почитувана председателка на Комисијата за финансирање и буџет, почитувани колеги пратеници, медиуми, почитувана јавност. Пред нас е предлог буџетот за 2026, а ова е втор ден од општата расправа. Вчера го проследивме експозето на министерката за финансии, како и обраќањето на експертското мислење на професорот Беџети, како председател на Фискалниот совет. Она што ми остави впечаток е дека и министерката и председателот на Фискалниот совет се поистоветија во тврдењата дека оваа влада има намера за консолидација на фискалната стратегија. Или конкретно, професорот Беџети кажа дека за прв пат имаме конзервативни фискални проекции кои даваат надеж. А таа консолидацијата не може да се случи преку ноќ, особено не после онаа 7-годишна раскалашеност на владите на СДСМ и на ДУИ. И токму тие пратениците на СДСМ вчера ги слушавме како во нивните говори и реплики критикуваа дека буџетот за 26-та не бил развоен и не бил домачински. Замислете луѓето чии влади на времето најавуваа години на економија, години на инвестициски бумови, години на капитални инвестиции и уште што ли не, од што апсолутно ништо не дочекавме и видовме, и сега нам ни велат да се освестиме и да се однесуваме како власт, не како опозиција. Очигледно, а веќе и потврдено е дека различно ја перципираме власта, колеги од СДСМ. Вие се уште сметате дека ако некој е власт може да прави што сака, особено со народните пари и со проекцијата на буџети. За вас не беше проблем да ветувате мед и млеко речиси секоја следна година. Не беше проблем со 7 ребаланси поред тие мед и млеко да ги претворите во обична нула. Не беше проблем да манипулирате, да ветувате и да не реализирате. Не беше проблем да истрошите скоро 30 милиарди евра народни пари за 7 години, а да не изградите ниту километар од ветените 500 километри автопат. Не беше проблем да не ги искористите добиените средства од кредити за нов клинички центар, например, или за коридорот 8 и 10 со договорот Ехтел и Бенка. И воопшто, и Бехтел Јенка, се извинувам, и воопшто не беше проблем да плаќате милионски суми камати за нереализираното, не беше, затоа што сето тоа го правевте со народни пари. И сега за вас е проблем што некој се исправа тука пред вас и ви кажува дека повеќе нема да биде како до сега. Дека буџетот за 26-та е визионерски и домачински. Дека ветува стабилен раст, не експресен, туку стабилен. За да се дојде до таков раст, мора да се почне со работа, со штедење, со паметно вложување. Мора за почеток да се подзатворат вентилите, а потоа и сосема да се стегнат затоа што не оди. Со недомачинлук од ваш стасавме до ова дерече. И затоа немојте да се правите експерти и пророци, па сега да предвидувате на уште неизгласан буџет за 26-та, што ќе се случи со неговиот ребаланс. Па тоа и секој обичен школуван економист би требало да го знае. Затоа нема потреба овде да глумите и да предвидувате. Вие оваа состојба во која што се наоѓаме сега многу добро ја имате планирано, а богами и реализирано. Не знам кое школо го имаат завршено експертите по економија и финансии на ДУИ и СДСМ, ама многу смислено го има испланирано достасувањето на еврообврзниците кои во нивно време беа издавани. Македонската јавност треба, мора да знае и постојано да се подсетува дека сите еврообврзници издадени во времето на СДСМ и ДУИ беа целно испланирани така што нивните доспевања да стасаат во време на владењето на ВМРО ДПМН. Тие беа свесни дека нивниот лоповлук нема да трае долго и затоа борчот ни го оставија нам. И затоа сега експертите ќе ни се ситат, закануваат, триејќи си ги рацете и силно посакувајќи да заглавиме. Тоа е таа нивна кусогледост и завист. Тоа е таа нивна желба, како што вели народот, да му умре козата на комшијата.
За разлика од нив, владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата со знам и вреди во 24 и 25 се задолжи со 2 билатерални заеми од Развојната банка на Унгарија и двата по 500 милиони евра, со рок на отплата од 15 години и грејс период од 3 години, овозможувајќи отплатите по овие 2 заеми да се дисперзираат во 12 години со помали износи, не причинувајќи голем товар за голема отплата само во 1 година. Ова е таа разлика помеѓу нас и вас. Ние работиме домачински и размислуваме за утре. Вие работевте само за вашето време без око да ви трепне за утре. Работевте само за вашите джебови, за вашите фирми, за вашите луѓе. Безмилосно крадевте на сметка на државата и сега овој буџет го критикувате. Ние, за разлика од вас, не ја празниме буџетската каса, туку ја полниме. Тоа го видовте по многу параметри, дали со наплатите на царина, дали со наплатите на патарините, дали со наплатите од УЈП. Во ваше време вентилите беа одвртени и течеше на сите страни. Течеше да, ама се слеваше само во вашите джебови. На сметка на државата се збогативте, на сметка на државата не работевте, ама земавте плата, на сметка на државата се правевте сајби и моќници. На сметка на државата го осиромашивте народот и мислевте дека сиромав народ има и сиромав ум, па не може да собере 2 и 2 и да види кој работи за личен, а кој за народен интерес. Ви се случи 24-та и не ја извлековте пулката. Сега ви се случи 25-та и повторно се правите дека не знаете што сака народот. Народот по втор пат дава шанса на оние кои се трудат и на оние кои не лажат. Кај нас нема гол популизам, туку одговорност и внимателно планирање на секој денар. Кај нас има повеќе испорачување, а помалку зборување. Нема ветување на се што увото сака да слушне. Има долгорочна наместо краткорочна стратегија. Има многу работа. Има заложба и визија, а не all-in импровизации. Како доказ дека буџетот за 26-та не е бабарога со која што СДСМ сака да ја заплаши јавноста, туку е буџет кој и покрај сиот баласт оставен како наследство од владите на СДСМ и ДУИ, сепак има предвидено капитални инвестиции кои ќе направат економијата во држава да се движи, а со неја и да се опоравуваме полека, ама сигурно. Значи, финансиската поддршка и соработка на владата со општините ќе продолжи и ќе биде насочена за капитални локални проекти и зголемување на финансиската стабилност на општините. Понатаму, во 26-та ќе продолжи изградбата на автопатската делница Кичево-Букојчани, Кичево-Охрид, проширување на автопатот Тетово-Гостивар, изградба на делницата Гостивар-Букојчани, но и на делницата Прилеп-Битола. Предвидена исто така изградба на автопатската делница Скопје-Блаце. Во 26-та за железничката инфраструктура е предвидено да се продолжи со железничката пруга Белјаковце-Крива Паланка, како и изградба на заеднички железнички граничен премин со Република Србија, односно изградба и опремување на железничка станицата Бановце. Понатаму, предвидена е изградба на водоводни и канализацијски системи во општините. Значаен капитален проект е и регионалниот проект за цврст отпад, кој ќе се финансира со заем од ЕБОР и кој ќе се однесува на југозападниот, пелагонискиот, полошкиот, вардарскиот и југоисточниот регион. Ќе продолжат и активностите на пречистителната станица за отпадни води во Скопје. Понатаму, во 26-та ќе продолжи и реализацијата на проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор, со кој ќе се финансираат енергетски ефикасни проекти во општините, како и во јавните здравствени установи ширум државава. Понатаму, ќе се поддржи рехабилитација и надградба на канализацијска мрежа и изградба на пречистителни станици во Битола и Тетово, како и воспоставување регионален систем за управување со отпад и затварање на депонии во источниот и североисточниот регион. Планирани се инвестициски проекти за собирање и третман на отпадни води во општина Штип и поврзување на Виница со пречистителна станица Кочани, вклучувајќи делумна рехабилитација и проширување на канализацијските и атмосферските системи во општина Виница.
Понатаму, проектирани се капитални инвестиции за изградба и реконструкција на основни и средни училишта, детски градинки, изградба на училишни и спортски сали, реконструкција на ученички и студентски домови, опремување и реконструкција на универзитетите и инвестиции во спортска инфраструктура. Понатаму, во 26-та планирана е реализација на програмата за наводнување која опфаќа рехабилитација и проширување на 4 системи за наводнување по долината на Вардар, и тоа Страиште, Лисиче, Коњско и Пепелиште, како изградба на мали хидроцентрали на хидросистемот Лисиче. Понатаму, во 26-та ќе започне и реконструкцијата на притворското одделение, затвореното одделение и на Централната економска единица во Казнено-поправниот дом Идризово. Понатаму, во тек се и активности за подготовка и воведување интегриран систем за управување со финансиски информации, интегриран систем за управување со даночни информации и систем за управување со информации за државна помош, кои ќе се финансираат со заем од Светска банка. Што се однесува до платите и пензиите, сите се предвидени и нема да се случи да имаме неисплатени плати и пензии. Ова мора да се потенцира пред овој аудиториум, затоа што пред само година и половина имавме експерти кои ги оставија без 3 или 4 плати вработените во пошти, железници и шуми. Исто и за пензионерите. Се што владата на ВМРО ДПМН вети и го реализираше за нив. Владата на ВМРО ДПМН не ги покачи даноците, туку само ја подобри нивната наплата. За владата на ВМРО ДПМН нема привилегирани фирми и селектирани должници. Сите се еднакви пред законите и законите се еднакви и исти за сите. Владата на ВМРО ДПМН и коалицијата ги одржува во постојана и нагорна кондиција платите, пензиите и инвестициите, а паралелно ги намалува дефицитот и јавниот долг. Со оваа влада нема еднократни приходи и вонредни такси. Оваа влада финансира и мотивира домашни капитални проекти и враќа нечии стари долгови. И знаете како? Едно е да се задолжувате за луксус, а сосема е друго да се задолжувате за да инвестирате, да градите, да креирате нови производни капацитети и нови работни места. Луксузот е само потрошувач на капитал, додека нова инвестиција е креатор и создавач на нов дополнителен капитал. Звучи едноставно, ама некои така наречени експерти не го направија ова, туку сосема спротивното. Јас не знам или не сум чула дека постои некоја школа за економија која што ќе ве научи како да крадете. Економијата, меѓу останатото, барем за нас економските лаици, асоцира на домаќинско работење, на штедење и на создавање. Добар економист од ништо треба да направи нешто. Овие претходниве не знам што школа имаат учено, ама видовме дека ништо не создадоа или од нешто ни оставија ништо, плюс борч. Ни оставија во наследство само огромни долгови. Ниту една капитална реализација, ниту 1 километар автопат, ниту една нова болница, ниту една нова инвестиција на која што би се сеќавале и од која што нели би имале бенефит. Ние со овој предлог на буџет за 26-та не ветуваме чуда, но ветуваме реални приходи, солидни капитални инвестиции, домаќински расходи, постепен, но стабилен раст на платите и пензиите, дефицит кој пополека, но сигурно се намалува, како и континуирана поддршка за сите општини подеднакво. И да бевме власт каква што беше онаа на СДСМ и ДУИ, можевме да ветиме многу повеќе и многу попомпезно. Но ете за нечија жал, а за среќа на нашите граѓани, ние цврсто газиме на тлото и немаме крила за летање, ниту скапи мотори за шикување, и тоа во време на полициски час се сеќаваме. Ние во 26-та и покрај сите долгови од СДСМ и ДУИ ќе се потрудиме за нашите граѓани да обезбедиме подобри патишта, повеќе локални инфраструктурни проекти, поопремени здравствени установи кои ќе нудат поквалитетни услуги за сите пациенти, подобро опремени училишта и факултети кои ќе создаваат поквалитетни кадри за во иднина, почиста животна средина за сите, побезбедни улици и градови.
Ќе се потрудиме кај народот да ја вратиме надежта и да му го направиме животот во Македонија поубав. Да имаме здрава нација и млади кои ќе сакаат да останат дома, да работат и да инвестираат, да создаваат семејства и да бидат среќни. И ние не можеме тоа да го реализираме преку ноќ или без многу работа и напор. Ние едноставно сме генерацијата која мора да се жртвува за да биде подобро, која мора да работи чесно и посветено за да испорача резултати. Брз успех не се постигнува ниту лесно, ниту без напор. Оние кои ја има таа среќа или кои направија нечесни договори за да стасаат на власт дури и без изборна победа, брзо ја истрошија среќата, но долгорочно не заглавија нас сите останатите. Се однесуваа кон државата и кон се што е на државата, за некои нешта како да им беше лична својина, а за некои нешта како да живееја во туѓа држава. Македонија ја присвоја и од свое име подпишаа 2 капитулантски договори со кои ветија промена на уставот. Едната дури ја реализира. Македонија пак им беше туѓа кога ја плячкосуваа и кога од нејзините институции направија криминални дувла. Ја плячкосуваа безмилосно, како да ќе немаше утре. Ама еве, дојде тоа утре и сега ќе ги гледаме како стојат позади јавниот обвинител и предат како мачиња молејќи се за негова заштита. А тој повторно се појави и повторно ја критикуваше оваа влада, жалејќи се дека не му го зголемила буџетот. При тоа не кажа дека и овој за 25-та го нема реализирано, како со работа, така и со потрошени средства. Не кажа дека со буџетот за 25-та на основното јавно обвинителство му беа доделени 885 милиони, а со ребалансот на истиот му се доделени уште плюс 12 милиони денари или вкупно 897 милиони. Од нив до средата, оваа последна, основното јавно обвинителство има реализација од вкупно 694 милиони, што значи дека не се реализирани точно 203 милиони. Затоа овој човек најчесто доаѓа во собрание, ама кога се носи буџет или кога има некоја протоколарна седница. Граѓаните почесто можат да го видат овде отколку на работа, а не дај Боже да излезе и да каже што има сработено. Затоа рейтингот е тој, ама ќе стои на позицијата до последно, затоа што, како му порача од СДСМ, или си на штитот, или на него. Или како вели нашиот народ, ќе дадеш 5 пари да се фатиш на орото, ама последни 500 не можат да ти помогнат да се пуштиш од орото. Јас на времето кога се бираше во ова собрание, му порачав дека е од шарпланина и дека треба слично на шарпланинците да покаже одлучност и борбеност. За жал, наместо шарпланинец се претвори во послушно кутре, кое ниту лае, ниту каса. И ова секако го кажувам само заради символика. Обкружен и изгласан беше токму од најкриминалната каста во држава, па сега изговор побара повторпат во малиот буџет. Како што кажа и колегата Бојан вчера, и многу се тие пари за ваквите како него, секако со чест на исклучоци кои што верувам и сакам да ги има. Да не изумам за јавноста да дадам податок и за народниот правобранител. Вчера го слушнавме заменикот дека исто така се жали на малиот буџет. Реалноста е следна. За 25-та народниот правобранител имал буџет од 95,6 милиони денари, а реализирал 81 милион. Еве да ги ставиме тука платите за декември кои што би потрошиле уште 5 милиони денари, тоа значи дека за 25-та година од вкупно 95,6 милиони денари ќе има реализација вкупно 86 милиони и ќе му останат нереализирани речиси 10 милиони денари. И сега јавноста сама нека процени и пресмета дали има и кој е основот за да се покачи буџетот и на оваа институција. Ние сепак не велиме дека ако има, нема да се покачат буџетите, но во моментов состојбата е таква каква што е. Неколку пати кажав, благодарение на арамилакот на СДСМ и на ДУИ, затоа мора да се стрпиме, да работиме, да покажеме прво резултати. Секој поединечно
да придонесе кон тоа и потоа да ги покачуваме уште повеќе и платите, и пензиите, и буџетите на сите наши институции. Нашите мерки можеби за поединци не се популарни денес, но се домачински и на долгорочен план ќе вродат со плод. Ние не можеме да се пружиме повеќе од должината на чергата. Оние кои тоа го правеа денес не оставија буквално на искината черга. Тие работеа само за себе. Ние работиме и ќе работиме за сите. Наша должност е да испорачаме резултати, а резултатите се силна економија, задоволни работници, квалитетни ученици и студенти и среќни пензионери. Планот и визијата ги имаме, оставете на нас на реализацијата и не дозволувајте никој да ви кажува кој е во право, а кој не е. Само погледнете ги своите деца или своите родители и размислете дали за Македонија вреди да се работи и да се успее. Ви благодарам.